се чини дека модерното живење не има отапено. Она што за луѓето од минатото било нормален начин на секојдневно живење, денес едва можеме да го сврстиме под фантастика. Оние што се доволно сензитивни знаат дека материјалниот свет е само дел од целокупното постоење и дека надвор од овој материјален свет постои бескрајен универзум на екзистенција кој ние не сме баш во можност да го перципираме. Ова не било од секогаш вака. Замислете го селанецот од балканските села пред 100 и повеќе години, зависен од менувањето на годишните времиња, сврзан за земјата и добитокот и пред се зависен од дневната светлина на сонцето. Секоја промена, секој феномен кој влијал на квалитетот на вака едноставниот живот и тогаш, исто како и сега, барала своје објаснување. Некои објаснувања и толкувања се многу наивни и бесмислени, додека други се фасцинантни и ден денешен. Првин христијанството, а подоцна и постојаниот технолошко-научен развој не ограничуваше и сведуваше на материјалното постоење, додека сите духовни интерпретации на постоењето ги подведуваше под суеверие или демонологија. А вистината е како по обичај некаде на средината. Оваа тема е многу долга и исцрпна, затоа денес ќе го опфатиме само феноменот на вампиризмот, феномен кој е со потекло од Балканот, додека како и обично со превземањето од Западот станува тема на книжевни, а подоцна и филмски остварувања. Ако го прескокнеме Брам Стокер и подоцнежното присвојување на се што значи вампирски фолклор од страна на Холивуд и земеме малку подлабоко и искрено да го истражуваме овој феномен, редовно доаѓаме до едно место во времето и просторот каде светот, новоземното и оноземното се мешаат. Тој простор обично е Балканот, а времето 18 и 19 век. Векови во кои на Запад господареше рационализмот, додека Балканот беше во состојба на самрак, полумрак и полусветлина. Делови на истиот тој Балкан се штотоку ослободени, а други, вклучително и Македонија, се уште под османлиска власт. Додека западниот свет на големо чекори во технолошкиот напредок, Балканот уште живее на стариот традиционален начин на живот. Османлиското царство е на својот залез, па така што животот во него е се повеќе мрачен и неподнослив. Од друга страна, по некој зрак влијание доаѓа однадвор. И обично во едно такво обкружување, каде животот зависи од земјата и суровите услови за живот, каде смртта и животот катадневно играат заводлив танц со обичниот смртник, каде обичаите и суеверијата проткаени низ религиозниот фолклор на авраамските религии се сонот и јавето на обичните луѓе од тие не така далечни 18 и 19 век на Балканот. Овде се јавуваат митовите и легендите за вампирите. Ми се чини дека вампир може да биде само жив човек. Човек чие што присуство и влијание секогаш ни го донесува чувството како да ни ја црпи животната енергија, како да пие крв. Верувам, нема човек кој нема таква една личност во своето обкружување. А бидејќи се е енергија, дури и по физичката смрт силината на една таква енергија, подхранета од стравот всаден меѓу живите луѓе, може да ја одржува таа негативна енергија во живо присуство. Присуство кој суеверниот жител на Балканот ќе го нарече вампир. И покрај тоа што сме длабоко загазени во овој 21 век, век на нови технологии и интернет, верувам во народот дел од овие преданија се уште живи. Речи си да нема семејство кое не пренесува дел од сеќавањето и раскажувањето на предците за мистични и необјасневи собитија. Собитија кои колку и да се обидуваме да ги објасниме со рационален ум, едноставно не ни успева. Обично вампирот го има на село. Обично таму каде земјата секој ден минува низ рацете на селанецот, кој се обидува да ги надмудри елементите и да донесе малку храна на трапезата. Обично тука, кај народот кој има верска слава и кој старите пагански обичаи ги има претопено во христијанското религиозно живење. И обично тука се е екзалтирано. Силна е радоста и празнувањето и уште посилна е тагата и оплакувањето кој обичниот народ го има издигнато до ниво на драмски ритуал, исполнет со мрачна поезија,
лелек и метании. На такво место не треба да сте голем езотерик да знаете дека на мртвиот му е тешко да умре покрај толкова енергија што го враќа назад. Како што реков, вампирот е жив човек чија што енергија ја враќаме назад со нашето постојано инвоцирање преку тажење и непомирлива желба да се врати неповратното. Љубовта, но и стравот се силно врзивно ткиво за задржување на оние ниско астрални љуштури на кои не име местото на овој свет. Постојат и места исполнети со таква енергија, обично гробишта, цркви или други храмови, кои со време се заборавени дека постоеле, или места каде е пролиено многу крв, места на битки или заборавени крвни злосторства. Во Источна Македонија се вели ваковско место за таквите места и обично означува свето тло кое изобилува со концентрирана енергија. Енергијата на таквите места создава нелагодност, создава тешкотија и верувам покрај сета наша рационалност нема кој не искусил барем едно такво искуство. Легендите за вампири се насекаде околу нас. Секое семејство, особено секое село раскажува за поединечен настан или личности, и селаните, особено оние постарите со сериозна стравопочит веруваат во вистинитоста на овие преданија. Јас можам да посведочам 3 такви преданија. Се вели дека вештачкото езеро во близина на Кочани е направено така што е потопено селото градче, а со тоа под вода останале куќите, гробиштата и селската црква. Се вели дека понекогаш ноќе на оние што случајно или намерно ќе се најдат покрај водите на ова езеро, им се појавува жена облечена во бел невестински фустан и заводливо ги повикува кон длабочините на езерото. Ова легенда се повторуваше секогаш кога нечiji живот ќе завршеше на дното на истото тоа езеро. Сабота кон недела кога настапува Великден и се прославува Христовото воскресение, се мешаат световите и не само светиите, туку и демоните на светот отаде шетаат слободно на овој свет. Ова го слушав редовно по патот од црква кон дома во времето кога црковните празнувања добија на важност по падот на комунизмот. Можноста да се види некој вампир или демон таа ноќ, се раскажуваше, била најголема за родените во саботен ден, или за оние кои без запалена свеќа одат по улиците таа ноќ. Третата приказна ја раскажуваше баба ми, присетувајќи се на нејзиниот покоен син, а мој стрико. Раскажуваше таа како во глува ноќ шетал низ планината во близина на селото, упорно следејќи некаков глас кој му се јавувал од пламен кој постојано се оддалечувал. Ваквите ноќи редовно биле во очи на голем христијански празник, а пламенот бил знакот кој стрико ми го очекувал како патоказ кон скриено, но сепак проклето злато. Ми се чини дека Западот ни ги украде приказните и ги раскажа на тривијален, дури издодевен начин, а нам како да ни остана само проклетството. Кај нас самиот мајстор собирач на умотворби Марко Цепенков во една од своите приказни спомнува вампир. Дека Танас Вражиновски ги собра во книга сите можни приказни кои зборуваат за вампири, а се дел од фолклорот на македонското поднебје. Филмови кои ја немаат холивудската моќ за сценски ефекти, а сепак се подобри од било кој вампирски хорор, се пак филмови кои црпат енергија од овој фолклор и се ненадминати во својата мрачна поетика. А тие се Лептирица од 1973 година на режисерот Ѓорѓе Кадиевиќ и Свето место од 1990 година во режија на истиот режисер. Македонски филм кој само попатно ја опфаќа оваа тема е филмот Сенки на Милчо Манчевски. Дали вампирите постојат или се само фантазија на непросветлените умови на луѓето од минатото, тоа сега е помалку важно. Оно што е поинтересно е дека се уште постојат луѓе кои со одлучност ќе ви зборуваат за своите лични искуства со вампири. Како што споменав на почетокот, вампири, можеби оние најстрашните се живите цицачи на енергија, кои со своите вртлози на негативна енергија можат да бидат пострашни од било кој митолошки вампир. За жал, ваквите вампири се обично луѓе од кои сме на некој начин зависни. Со работа, со интерес и најчесто со таквите луѓе сме во семејни врски. За жал.
Последно и можеби најфасцинантно нешто поврзано со вампирите е крвта. Крвта е течност во која се кријат тајните на животот. Низиното протекување низ нашите тела пренесува енергија, информации пред се живот. А сепак многумина при гледање на крв се бџешуваат и преплашуваат. Денес во ово модерно време сме сведоци на гласини за непотврдени, но сепак чудни практики поврзани со оваа витална течност. Практики кои во многу нешта потсетуваат на легендите за грофицата Елизабет Батори, за која се вели дека се капела во крвта на девици и тоа благодарение на посебен кафес од шилци со кој успевала да ја добие крвта од својата жртва, додека жртвата е се уште жива. Колку од легендите содржат вистина не можеме со сигурност да знаеме, но постојат и парчиња историска вистина кои упатуваат на тоа дека во легендата има многу вистина, како во случајот на грофот Влад Тепеш Дракула, кој со својата свирепост и бизарност при која не набодувал на кол само живи луѓе, туку и мртовци од гробовите, за да може да создаде застрашувачка сцена, и се вели дека тоа било пресвирепо и грозоморно и за самите османлии, кои Валакија ја освојуваат дури по физичката смрт на грофот.